Обштествена сцена малку ја поместивме во одредовниот распоред, но тоа нема да му пречи на мојот денешен соговорник Јане Чаловски, председател на Јадро, Асоциација на независната културна сцена. Доколку го имаме Јане, ве поздравувам Јане и ви благодарам што одвоивте време да се вклучите во денешниот утрински брифинг. Со задоволство, Сашка, благодарам за поканата. Она за кое што сакавме да поразговараме е всушност она што е актуелно сега во културата и како тоа ќе се одрази врз културните работници, врз уметниците, врз воопшто целокупниот културен живот во државата. Имено, Министерството за култура минатата недела објави, соопшти дека заради внатрешна ревизија и понатамошното процесуирање на одите од внатрешната финансиска ревизија и финансиска полиција ја стопира исплатата на сите проекти од културата во државата и веројатно кога тоа се ќе се заврши, ќе продолжи со редовната работа. Меѓутоа, се изнајдени милион евра во договори кои што се раскинати, бидејќи биле склучени во незаконски околности. Она за кое што сакам со вас да поразговарам, Јане, е како оваа сега нова ситуација ќе влијае врз и независниот сектор и воопшто врз културниот живот во државата. Видете, како точно ќе влијае, се уште не можеме да знаеме, бидејќи ова е нова ситуација. Веста беше објавена пред неколку дена, минатата недела. Да, во четвртокот. Точно. Едно нешто што знаеме дека оние проекти кои се уредно спроведени во 2020 година, кои се уредно аплицирани со уреден договор, со комплетен извештај доставен на време во Министерството за култура, не би требало да трпат од никаков друг процес како што е ова прилично обемна ревизија која била спроведена од септември минатата година. Така да веруваме дека доколку не се исплатат тие средства кои им се должат на организациите кои што уредно е завршиле својата програма и предале завршни извештаи, дека тогаш ќе има сигурно негативно ќе влијае. Ќе влијае негативно од повеќе причини, затоа што сите веќе, мислам, работиме со мали буџети, а зборувам повеќе за организациите кои навистина и поединците кои работат со многу скромни буџети, и се наоѓаме исто пред затварање на фискалната година, 2020 се затвара буквално овие денови. Така да притисокот, финансискиот притисок кон помалите организации е значителен. И мислам дека очекуваме Министерството да има капацитет да спроведе повеќе процеси истовремено. Еден е оваа ревизија која всушност се поздравуваме. Мислиме дека беше очекувана и можеби не во идеално време, но секако спроведена, бидејќи беше и заложба на сите да видиме како се работело и сите овие години. Но од друга страна очекуваме да има Министерството капацитет да ги спроведе и оние обврски кон уредно завршените проекти од минатата година. Тоа на кратко, мислам дека за поголем ефект ќе видиме исто како тие средства кои всушност се средства, државни средства во Министерството за финансии, тие не се физички присутни средства. Мислам дека се од неколку години наназад од буџетни средства за Министерството за култура, ќе видиме. Ние би сакале да знаеме точно транспарентно да се објасни што со тие средства, доколку се потврди дека тие ќе бидат ослободени, каква намена ќе има. Верувам дека ќе има одговорен пристап и кон тоа власта и дека ќе објасни како сектор, како граѓански и културен сектор сме секогаш спремни да допринесеме во дебатата што со тие средства, како да се помогне на широкиот културен сектор кај што влегуваат и независните, но и исто и така институциите. Јане, долго време сте на независната сцена. Добро знаете како се одвиваат тие проекти, нели почетокот има реализација, па потоа ете извештај. Кое би било оптималното време
во кое што би можело Министерството да ја заврши оваа работа со исплатата на оние проекти кои што не се спорни, кои што не се сомнителни, така да кажам? Многу кратко. Мислам дека имајќи во предвид дека конкретно лани се направи исто еден обид да се дадат и дополнителни, не полугодишни, но да речеме извештаи пред крај на завршување на комплетирање на проектот. Тоа мислам дека му даде увид на Министерството на култура до каде се сите тие многу од проектите. Мислам дека така да не би требало се, мислам дека е јасно ако извештаите се доставени на време до крајот на годината, до 31 декември, и да се земе во предвид сите можни празници што ги имаме така натаму и јануари, да се земе во предвид, сепак мислам дека тоа би требало да биде процес кој не би требало да трае повеќе од еден месец севкупно и веднаш да се побара исплата. И исто така да се има чувство на одговорност во сета оваа, во целосната ситуација, економско-политичка и здравствена, мислам, со овој момент што го имаме, не сме никако да се заборават граѓаните. Овие луѓе пред се, иако се работници во културата, тоа се граѓани на оваа држава. Мислам дека треба да се има исто така тоа чувство на одговорност, дека не треба да останат неиспочитувани тие процеси, тие договори. Така. Конкретно од страна на Министерството, да. Така, кога сме веќе кај пандемијата, значи излегуваат тука различни здруженија кои што се формираа во оваа измината година за да предупредат дека токму културните работници, токму уметниците се меѓу најзагрозените категории на граѓани, економски загрозени, што произлегува нели од пандемиската криза. Дали се согласувате со ова дека токму културните работници, токму уметниците, особено оние кои што не се вработени во некоја од институциите, значи се делуваат независно, се загрозени. Имено пред неколку недели тука беше и секретарот на Синдикатот за култура кој кажа дека веќе има разговарано со некој од независниот сектор да и независните културни работници станат дел од синдикатот. Да, видете, дефинитивно секторот како целина беше загрозен. Јас не би ги мислам кога збориме за културни работници, добро е да не збориме само за уметниците, бидејќи барем оние што се ликовни, музички, драмски уметници имаат известни поволности, ако се земе во предвид што нуди Министерството за култура како договор за самостоен уметник. Тоа не го нуди на сите професии во културниот сектор. Значи, мислам дека треба да ги имаме во предвид и сите луѓе кои немаат конкретни професии, се активни и значајни за развојот на културата кај нас. И тие, мислам дека посебно оние секундарни професии кои се битни во проектни реализации, не беа баш идеално застапени. Мислам дека многу повеќе може да се направи да се опфатат сите и да се опфатат во мерки кои не беа мерки на откажување на веќе нешто што е прифатено како проект, туку како дополнителна мерка за сега од друга страна во сите пакет мерки имаше известни можности за отпомош на културниот сектор. Тоа е за поздравување. Мислам дека е добра идејата секако за јас верувам во тоа дека треба да настапуваме заедно и да ги објасниме работите онака како што се реално да има што поголем заеднички глас, мислам во разговорите со владени представници, така да ја поздравувам идејата за солидаризација со синдикатот на културни работници. Верувам дека од една страна, следејќи ги сите можности, имаше прилично незадоволство околу мерките, но имаше и реални ефекти од некои од мерките. Така да тука некаде е вистината, но дека културните работници кои зависат од и не се вработени и зависат од проекти и со сите рестрикции кои постојат дефинитивно беа афектирани на начин на кој што не можеш да се предвиди, а од друга страна
имајќи го Министерство за култура како едно тело кое треба да ги предвидува овие работи, да ги следи ситуациите, да ги предвидува, мислам дека можеше повеќе да направи. Сосема на кратко за крај на нашиот разговор, бидејќи толку ни е времето. Еве, да завршиме со еден позитивен пример. Например, Германија оваа година, 2021 година, ќе има буџет за култура зголемен за 155 милиони евра, при што тамошната министерка за култура исто така одреди и категории на различни уметници и културни работници кои што ќе имаат плюс грантови. Например, една од категориите е уметници со мали деца. Што мислите вие за ова? Нашиот буџет за култура оваа година е намален за околу 100.000 евра. Мислам дека примерот со Германија е единствено применлив во нашиот контекст, само како системски, бидејќи очигледно станува збор за многу различен економско-политички и културен дискурс. Мислам дека да, треба да се следат вакви позитивни примери, каде што се е очигледно дека реалната ситуација е согледана. Ние точно имаме многу уметници кои се родители, имаме едночлено семејство, мислам, ситуации кои треба да бидат предвидени и кои треба да бидат обслужени на многу конкретен начин. Едно нешто што јас пак имам забелешка во германскиот систем, мислам дека во ситуации каде што притисокот е приличен, економскиот притисок, мислам, не треба да се делат уметниците на толку на, мислам, да се гледа на квалитетот на дадени проекти. Треба проектите за момент да се стават на страна и стварно да се види кому и колку помош му е потребна. И друго нешто што е битно, како да се изгради од таа помош, како да се изгради еден степен на важност на работата на тој извесен уметник, на подобрување квалитетот на животот на тоа семејство, уметничко семејство, мислам да се направи една ситуација каде што стварно таа помош ќе резултира со подобрување и исчекорување. Така да мислам дека добро е да се гледа што прават поразвиените земји. Мислам Германија е водечка и секогаш е респектирала широката културна сцена и посебно значење давала на независната вонинституционална културна сцена, така да тоа тука треба да земеме пример, сигурно. Јане Чаловски, председател на Асоциацијата за независна култура Јадро. Многу ви благодарам што денеска бевте дел од утрински брифинг и се надевам ќе имаме прилики и повторно да разговараме за важни теми. За сега пријатно. Благодарам, Сашка, пријатно.